Здраво! Добре ден на новата епизода на мојот подкаст. Ова е епизода во која што ќе зборувам за една многу голема поука која што ја научив токму од новото растение кое што го имав купено при вселувањето во новата куќа. Минатото пролет, односно, може би било уште зима веројатно затоа што март, кога требаше да се засадуваат нови цвеќиња, нови растенија во дворот кога се преселивме, одбрав да земам камелија. Не знам дали знаете како изгледа камелија, меѓутоа тоа е едно толку прекрасно растение. Тоа е дрво кое што расте многу големо, но јас купив мало дрвце, гранче, кое што надежно треба да порасне. Преубава е. Оваа камелија која што одбрав е со големи црвени цветови и тоа е, не знам, мислам дека можеби најубавото дрвце кое што го имам видено. И јас така среќна, весела, си го засадив, тоа баш го ставив некаде каде што сакам да расте, каде што му е погодено, камелијата не бара да биде постојано на сонце, значи има некои посебни услови кои што си ги бара, како и секое друго растение и како се друго во природата, бара посебни услови, меѓутоа гледав да навистина се што правам околу тоа цвеќе биде погодено, од наводнување, од колку е време изложено на сонце, до околината и така натаму. И зошто ова денес го снимам, ќе ви раскажам малку подоцна што се случи, колку бев потресена и како некако целата таа случка всушност ми покажа, односно уште еднаш ми докажа многу големи животни мудрости. Реалноста е дека мене ова многу ме трогна, затоа што токму оваа случка ме научи што значи вистински раст, односно некако и низ природата и низ него успеав и јас да се проектирам и сето она што ми се случува и сакам и тебе да те поттикнам да размислуваш малку на ова и се надавам дека токму оваа епизода ќе те поддржи во твојот раст, но и ќе те поттикне малку повеќе да размислуваш. Кога купив цвеќето, бев многу среќна. Цвеќето, растенијето дрвце, камелијата е дрво, ми даде таква надеж и го замислувам и го знам како ќе изгледа кога ќе е големо и тоа е нешто кое што баш реалноста е дека е купено со една голема надеж дека ќе го краси дворот, меѓутоа и дека ќе ми носи многу големо расположение и дека ќе ми носи многу голема убавина и здравје понатаму, нели, и сенка. Меѓутоа, како што се засади минатата година, мислам дека беше месец март, не мислам, него сум сигурна, беше месец март, еве го, сега е мај, и тоа баш на крај на мај, а јас никако да видам раст. Стоеше во место, ја помина зимата, меѓутоа, буквално не се помести. Сите други растенија, кое, ако ништо друго, ќе угине, барем знам дека не му е погодено. Ова стоеше и не мрдаше, значи не знам дали е живо, не знам дали е све окей. Дури имаше период кога го проверував коранот, дали е во ред, дали расте, дали е секако што треба. Не можев да најдам ништо, освен малку некои ливчиња кои што не изгледаа толку, да речам, нови, зелени, весели, меѓутоа не беа суви, не беа дехидрирани, едноставно навистина не знаеш што се случува. Моите размислувања беа дека најверојатно нема да успее дрвото, дека нешто не е погодено. Имаше период кога почнав повеќе да го наводнувам, период кога помалку го наводнував, период кога буквално го заборавив и не размислував веќе на него. Помислував дали може би треба нешто да се скастри, да се смени, да се направи, меѓутоа ми беше жал затоа што онако што многу долг период, па скоро цела година на некој начин, може би од септември до мај, имаше како мали пупки кои што изгледаа суво, ама кога ќе ги доправ и не беа толку суви и не бев сигурна дали ќе треба да процвете или нема да процвете, дали ако ги скинам ќе направам некаква белја и едноставно ќе го прекинам растот или не. Но она што се случи е во април расцвета и тоа расцвета толку многу пупки покрај тоа што не мрдна од раст. Значи буквално јас се смеев како шугаво изгледаше, како да нема доволно ливчиња, нема нов раст на него, но сите тие пупки кои што ги оставив долго време расцвета и такви една убава црвена боја, толку беа
она буквално некако на шпанска девојка ме потсетија на фламенко што игра, значи преубаво. И дојде син ми, има само 2 години и јас мислам дека колку и да го карам, колку и да му зборувам, нема да знае, и што направи, ги искина сите цвеќиња. И јас мислам дека добро, не да живеев нешто страшно, меѓутоа ми беше многу тешко. Прво го искарав, второ толкова жал почувствував за цвеќето, затоа што камелијата ја чекав толку долго време, толку многу стравував дека нема да расте, дека нешто не е во ред, дека не е погодена, па тука ми беше жал, значи цела таа и љубов и внимание и па и пари, значи купена е. Се некако ми се преврте во тој момент кога ги видов сите тие испокинати и мислам дека ми беше многу жал. Имав тага, но од друга страна знам дека немам што да направам, затоа што веќе се искинати, значи нема едноставно враќање назад. Оно што ми преостана е да се помирам со фактот дека се испокинати. И така поминаа 2 недели и вчера се шетам покрај односно не вчера, туку минатата недела се шетам покрај, ова беше пред 2 недели, минатата недела поминувам и викам, па и така ги искина дета во сите цветови, дај да ги извадам овие ливчињава што па и на ништо не личат. Некој беше малку суво на врвовите, некој така како старо. И седов, ги искинав. Искини едно, искини друго, искини трето и уште пошугаво стана. Мислам, баш на буквално греото. Дури ми беше жал кога го гледав, затоа што изгледаше многу полоше од претходно, ама се охрабрив затоа што на крај на денот си реков, па и нема што да изгубам. И вчера се шетам, точно една недела скоро поминува, и гледам, мислам, прво не ми беше јасно, затоа што го немав загледано и го имав заборавено. Прво не ми беше јасно дека на секое место каде што јас имав искинато ливче, имаше по најмалку 2 до 3 нови листови. И сегова не е дека е нешто што е невообичаено и чудно, колку пати сум прочитала, сум слушнала, растенијото мора да го кастриш, мора да го кратиш, мора да вадиш, на прунинг, кастрење веројатно би бил зборот, мора да го правиш тоа за да расте ново и се јас ова го знам сето во нели логички во главата, но секогаш ми е страв да го правам тоа. А сега потикната од оно што се случи од детаво како ги испокина сите, значи буквално и дури местата каде што беа испокинати цветовите пораснаа. Во рокот една недела, ова растение имаше таков раст каков што немаше година и неколку месеци. Не ми е неочекувано. Ама ми уште еден момент на еден восхит дека конечно почна да расте. Значи, зошто? Затоа што ова цвеќе било заглавено. И многу често ова сме ние во животот. Многу често ние сме таа камелија, која што не сме мртви, не е дека имаме работи кои што на нас изгледаат старо, лошо или не знам непријатно, меѓутоа сме заглавени затоа што држиме многу долго за работи кои што и покрај тоа што изгледаат добро и здраво, за нас не ни носат раст. И тоа е оно кое што вчера го сватив и одма знаев дека морам да ја снимам оваа епизода, затоа што не случајно го сватив и знам дека треба да го пренесам, а тоа е дека ние многу често се држиме за работите, кои што, дали тоа професионален, дали тоа некој личен идентитет, дали се тоа некои пријателства, дали се тоа некои навики кои што ги имаме, дали се тоа понекогаш се тоа и облеки, понекогаш се тоа начин на кој што разговараме, понекогаш се тоа некои ритуали кои што ги имаме така натаму, или улоги кои што ни тежат и ни делуваат неопходни дека мора да ги имаме, а во суштина односите, навиките, рутинските мисли кои што ни изгледаат безбедни, добри, убави, се токму она што не ни дозволуваат да никне нешто ново, односно токму она кое што ни го гуши растот. И поентата е дека ние мора да се дозволиме да нешто отпадне, дури ако не изгледа расипано, инаку нема да се случи раст. И ова е нешто кое што мене во месец април и мај ми се случуваше и кое што мислам дека доколку не го видов кај мојата камелија и доколку не го проектирав, ќе ми беше многу тешко да го обжалам. А тоа е во месец мај, јас имав еден од најголемите скокови
во мојот раст и развој, во случајот професионален, меѓутоа не дека јас нешто ново многу научив, туку скок во смисол на прифатив многу нови прифатив многу нов начин на работа, односно фокусот ми се смени од она што досега го работев, да јас едноставно отприлика истото оно кое што би го работела на поинаков начин, сега го правев на поинаков начин, а тоа значи дека имав многу вадење од мојата комфорт зона, многу пројавување, многу настани, многу излегување, и тоа значеше дека треба да имаме многу подобра организација, многу поинаква организација, да внимавам што правам, да менувам некои работи, некои шаблони. Од една страна некои од работите ми беа предизвикувачки, тешки, напорни, а некои ми беа многу пријатни, многу позитивни, многу искуствени, ми делуваа многу, како да кажам, добро на мојата самодоверба и на сето оно што го правам, но колку и да делуваа добро, сепак самото тоа вадење од начинот на кој што да речеме претходните месеци сум функционирала со сета свесност дека сум мајка на 3 деца, дека едното дете ми е се уште бебе, дека не многу одамна се вратив од породилно, и дека тоа значи дека навистина тоа се 3 деца кои што мора да се менаџираат и навистина многу голема енергија оди таму. Но она што го направив и овој раст што го направив мораше да се случи затоа што јас претходно, односно во месец април, донесов многу големи одлуки и многу откинувања. Не ми беа лесно да ги донесам. Тие одлуки кои што ги донесов, да ги откинам некои делови од себе, некои улоги кои што ги носев, некои односи во кои што бе влезена, не е дека не биле здрави односи, не е дека не биле добри односи, не е дека не биле дека биле токсични или дека нешто, меѓутоа јас свесно ги донесов и да ги откинам затоа што знаев дека ми предстои период каде што јас морам да пораснам, односно сакам да пораснам, бирам да пораснам, а не да останам на место на кое што бев. А за да растам, тоа значеше дека, односно, ајде да речеме, моето познавање што го имаме, кога знам дека стагнирам, знам дека има нешто кое што се случува во мене, а не го гледам. Оно кое што јас тогаш го видов е дека постојат места кои што морам да ги откинам од себе, односно односи кои што морам да ги откинам, навики кои што морам да ги променам, а понекогаш таа навика е да се намали одреден однос, да се промени одреден однос, значи во овој случај било тоа. Да ја променам навиката на која што комуницирам со другите луѓе и колку и тоа да било безбедно, добро, здраво, нели најдобро намерно, со најмногу љубов, со взаемна почит и слично, едноставно гледам дека тоа е нешто кое што во овој момент ме влече надолу бидејќи ми одзема премногу енергија. Не затоа што другата страна го барата од мене, туку затоа што јас премногу енергија давам кога го правам тоа. Оно што кај мене се случи е дека кога во април ги откинав тие работи кои што беше време да ги откинам за мене, кога ги откинав тие стари лисија што ги држав толку многу време, се случи многу голем раст, односно се случи отварање на енергија која што се пополнува со работи кои што мене ми носат раст и развој и кои што буквално носат еден огромен скок во случајот кај мене професионален скок, затоа што таму се ослободи енергијата. И ова е нешто кое што буквално кога ја видов камелијата само ми го потврди, еве, види што направи. Види што направи, скина ливчиња, кој што не е дека те оштетија, иако нормално да, има болка, има тага, има секогаш некои нели чувства кои што се појавуваат за било што ние старо што тргаме. Меѓутоа види колку нови зелени листови ти донесоа, види колку голем расти донесоа, види колку брз расти донесоа, само затоа што јас имав одлучено дека ќе се држам за нешто кое што гледам дека ме троши, гледам дека многу време ми одзема, гледам дека не чувствувам размена која што мене ми е потребна во овој момент, пак ќе кажам во овој момент, и гледам дека е нешто кое што ме држи во место кое што за мене е комфортно, но комфортната зона повеќе почна да ме боде и да ме пече и да ме боцка и да ме боли, отколку да навистина ми служи да ме држи безбедна. Јас сум некој кој што многу излегува од комфортната зона и секогаш викам дека
за мене 6 месеци значат многу голем раст и развој. Оно што јас бев пред 6 месеци е друга личност веќе. И не ми е ниту срам да го признавам тоа, ниту пак го гледам тоа како нешто негативно. Напротив, јас се радувам што имам толку брзи скокови во развојот. И тоа е нешто кое што кај мене е брзо затоа што фокусот ми е таму, не затоа што така треба да биде. Фокусот ми е таму. А од друга страна па застанувам многу во друго поле, меѓутоа тоа ќе биде на друга епизода која што исто така ја подготвувам, а тоа е каде ни е фокусот и што е нешто расте. Сега само сакам да те прашам, односно да ти поставам неколку прашања за интроспекција да си ги направиш, како би можела оваа епизода на вистина да ти служи. А тоа е да застанеш за момент и на вистина, ако треба и да ме стопираш, ќе претпоставам дека ќе ја стопираш епизодата кога и дека ова на вистина ќе го направиш. А тоа е да размислиш кои стари лисија ги држиш од страв, дека без нив или нема да преживееш, или да речеме ќе почнеш да угинеш. Се надевам дека ќе ме стопираш и дека навистина ќе размислиш кои се тие стари делови, стари лисија кои што толку многу ги држиш само од страв дека тие се тука за да преживееш. Понатаму, што делува здраво во твојот живот, но не ти носи раст? Односно, што е оно што не отскокнува, не е токсично, не е лошо, не те предизвикува во смисол да имаш проблем, мака и слично, ама не ти носи раст. Едноставно нема размена. И дали можеш да си дозволиш место за нешто ново, дури и ако не знаеш што е тоа што ќе биде ново? Јас навистина сакам да те охрабрам да го направиш ова и да може би ова кое што го споделив лично дека го направив и мојата камелија ќе ти донесат многу голем раст и развој. И ете дека може би навистина ќе си земеш лист хартија и ќе напишеш најмалку 3 нешта што ги држиш, или само 3 нешта, или најмногу 3 нешта. Тоа не може во секој период да биде кој знае што или колку многу да биде тоа. Јас не препорачувам нели сите ливчиња да се тргнат, меѓутоа 3-4 ливчиња можеби може да се тргнат, или 2 или макар едно, кое што ги држиш само затоа што ти се познати, само затоа што се окей и покрај тоа што не ја гледаш размената, и напиши на тој лист што би се случило ако ги пуштиш. Кога ќе се активира логичното размислување, најчесто ништо страшно нема да се случи. Најчесто оно што ќе се случи е простор. А ако ништо друго, тоа ќе биде простор за себе. Тоа ќе биде простор во кој што ќе размислуваш за себе, во кој што ќе можеш да видиш што понатаму можеш да донесеш и како понатаму можеш да го пополниш тој простор. Реалноста е дека ништо не може да порасне ако е задушено од старото, дури и ако старото изгледа зелено. И ова уште еднаш ќе го повторам, ништо не може да порасне ако е задушено од старото, дури и ако старото изгледа добро, зелено, живо. Не мора да чекаш 2 години, не мора да чекаш 3 години, не мора да чекаш ни 2 месеци, можеш уште денес да се ослободиш од нешто. Значи немој да чекаш како мена година и кусор да направиш, да ги искинеш старите делови, оно кое што најверојатно лани требаше да го направам кога прецвета камелијата од кога ја купив. Јас го направив во наводници пресилено, односно го направи моето дете, кое што беше искарано затоа што го искинало, а сега само можам да му речам ти благодарам што ме научи дека е во ред да ги кинеме работите, дека е во ред да се ослободуваме од старите работи, дека е во ред и оние убави работи кои што се да ги откинуваме, да уживаме во нив за да им дозволиме да растат. И пак ќе кажам, како што и дома тргаме некои работи затоа што се чувствуваме загушени, задушени, премногу просторни од земјата, така сум сигурна дека постојат некои аспекти од тебе и од твоите односи, од твоите навики, од твоите мисли. Значи ова може да се мисли кои што ги мислиме, мисли со кои што се будиме, мисли уверувања кои што ни стојат, кои што е време да ги откинеш. Како што јас откинав една мисла дека тоа што е здраво треба да го задржиме. И не секогаш. Тоа е новата мисла која што ја пуштам сега, тоа е дека некои работи се здрави, меѓутоа тие не ни даваат раст и ако не ни даваат раст, а сакаме раст и бираме раст, тогаш едноставно мораме да ги пуштиме да одат. И затоа не чекај како мене толку време, уште денес почни да се ослободуваш од нештата и те
поканувам да споделиш искуство и да ми пишеш што е оно кое што одбра да го откинеш или можеби си одбрал па и подоцна ќе ми пишеш и што е оно што ти донесе, односно каков раст ти донесе тоа. Ти благодарам што остана до крај на оваа епизода, ти посакувам многу раст и развој и инспирација токму од мојата Камелија. Поздрав!